Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, продолжуваме по расправата по ребалансот на буџетот за 2022 година. И денеска зборуваме за ребаланс на буџет со кој актуелната власт всушност прави обид да купи време и простор за да ги сокрие своите неуспешни економски политики и кражбата на народни пари, која во континуитет се прави во последниве 5 години. Го слушавме министерот за финансии кој во своето експозе за овој предлог на ребаланс на буџет изјави дека треба да се постигнат со него две цели. Првата цел да се одржи макроекономската стабилност и втората цел е да се поддржи економијата за враќање на предпандемиско ниво, како и одржување на социјална сигурност на граѓаните. И кога народот ќе слушне што зборува министерот и дека со овој ребаланс се предвидуваат средства во висина од 4,7 милиарди евра, ќе помисли дека во него има пари за спас од сиромаштијата, за задржување на работни места, за повисоки плати, но вистината е дека овој ребаланс е само за спас на владата и богатење на криминалните структури околу нив. Веднаш на почетокот ќе ви кажам дека овој ребаланс е како до сега и нема да ја постигне целта. Ниту ќе обезбеди стабилност, ниту пак ќе ја поддржи економијата. Цели 5 години оваа власт ја лаже јавноста, го лаже народот дека ќе има инвестициски бум, дека ќе започне да тече мед и млеко во Македонија, дека граѓаните ќе добијат бесплатно здравство само ако излезат на референдум и ако гласаат за промена на името на сопствената држава. Дека ќе имаат земјоделците повисоки субвенции, дека ќе имаме многу странски директни инвестиции, нови фабрики, патишта, а денеска после 5 години власт на СДСМ и ДУИ нема ништо друго освен лаги и манипулации. Пред нас е овој ребаланс на буџет кој што не е скроен по мерка на народот, туку по мерка на неспособната влада на СДСМ и ДУИ која не презема никакви мерки за спречување на ценовниот шок, за намалување на сиромаштијата и помош на економијата. Овој ребаланс е директен доказ за тоа дека Македонија во моментов е банкротна земја, чиј народ е во должничко робство во својата испокрадена и презадолжена земја. Треба само да излезете, почитувани господа од власта, надвор, да слушнете што зборува народот. Народот вели дека многу се краде, дека царува криминалот и корупцијата, дека нема правна држава, дека судовите не функционираат, дека државата ни е банкрот и дека ништо не функционира. Ова го зборува народот, го зборува секој ден, го зборува насекаде и го зборува многу гласно. Но вие не сакате тоа да го слушнете. И народот е во право затоа што долгот што го направи оваа власт за овие 5 години е еднаков на долгот што го направиле сите претходни влади. Вие за 5 години не задолжите толку многу што долго ќе го враќаме ние, нашите деца и децата на нашите деца. Ако имаме среќа тие да останат во државата, да можат да работат тука и да го враќаат долгот кој што вие го правите денеска. И кога министерот за финансии зборува за стабилизација, веднаш ќе видиме дека манипулира. Затоа што во моментот во Македонија имаме историски највисока инфлација од 12%. Во јуни беше измерена инфлација од 14,5%, што е највисока инфлација во регионот. Повисока инфлација од Република Македонија имаат само Косово и Босна и Херцеговина. Со ваква висока инфлација, која што во најголем дел е поради неподготвеноста и неспособноста на оваа влада да ги предвиди да се справи со економските предизвици, веднаш дека нема одржливи економски политики и дека државата ќе продолжи да се задолжува повеќе и повеќе. Токму неспособноста на оваа власт доведе до историски највисок јавен долг. Државата руши рекорди. Имаме целовен шок од високи цени и страшен во однос на платите кои што ги земаат граѓаните во државата, додека другите влади во нашата околина и во Европа носат силни мерки за справување со сиромаштијата, нашата влада носи одлука со која што прекинува мерки кои што
веднаш придонесоа за експлозија на цените и за огромен раст на цените на течните горива, на прехранмените продукти и така натаму. Со прекинувањето на овие мерки буквално го оставивте народот без леп, затоа што веќе не може да си дозволи да купи основни прехранбени продукти. Македонија со оваа влада стана држава на несреќни луѓе и незадоволни работници, кои земаат најниски плати во регионот. Протестираа секој ден и бараа од вас да одобрите да си ги земаат заслужените 2806 денари, кои веќе ги изеде инфлацијата. Поради високата инфлација, овие 2806 денари веќе треба да изнесуваат 5700 денари, затоа што инфлацијата галопира. И требаше да излезете во пресед на овие барања, затоа што знаете дека пари има. Пари има и во овој ребаланс, пари имаше и во буџетот. А што може да се види друго во ребалансот што значи подобар живот за граѓаните? Веднаш ќе ви кажам ништо, затоа што владата не престанува да троши народни пари за луксус и непродуктивни трошоци. Ако се сеќавате на дебатите кои што ги правевме тука, што ги водевме во собранието, во врска со буџетот за 2022 година, од самиот старт ви кажувавме дека буџетот нема да биде развоен и дека ќе биде нереален. И тогаш ветувавте стабилизација, ветувавте мерки, ветувавте подобар живот, ветувавте повеќе пари, а еве сега 6 месеци потоа гледаме ребалансот кој што велите дека кратите, дека нема пари, дека се потешко се излегува на крај, а реалноста е дека кратите туку манипулирате со јавноста. И кога велите дека штедите и кратите онаму каде што најмалку е потребно да се крати, а тоа е во капиталните инвестиции кои што треба да бидат мотор, генератор на нови политики, на нови средства во државата, токму таму кратите, затоа што таму сте и најнеспособни, затоа што немате реализација на капитални проекти и капитални инвестиции. И тука се гледа дека веднаш, кога ќе ги предвидите овие средства уште со буџетот, ние знаеме дека во наредниот ребаланс на буџет ќе има кратење на тие средства и едноставно нема да има нови проекти. И исто така можам да кажам слободно дека оваа власт не може да се пофали со ниту еден проект кој што е финансиран, започнат со проектирање и реализиран од нивна страна. Кога зборувате за оние 100 милиони евра кои што ќе ги крадат од непродуктивни трошоци, прво сами признавате дека во буџетот за 2022 година имало стотици милиони евра кои што биле предвидени за непродуктивни трошоци. Втора работа, ако сега имало толку непродуктивни трошоци, може народот самиот да се направи математика колку милиони евра до сега, колку милиарди евра до сега се потрошени и спокрадени или пак потрошени за непродуктивни трошоци за овие 5 години. И токму поради овие непродуктивни трошоци имаме повеќе од 500.000 граѓани во Република Македонија кои што живеат со само 150 денари на ден, а само оваа година 4.000 компании ставија клуч на врата затоа што нема помош од државата, затоа што нема мерки од државата кои што се осетливи, кои што можат да го подкрепат нивниот бизнис. И она што го давате, тоа е само кредит кој што го барате повторно, овие средства да се вратат назад во државата, што нормално е дополнителен товар на фирмите. Во оваа насока на криминално трошење на народни пари и неспособност на владата е извештајот на Државниот завод за ревизија за 2021 година, кој извршил 68 ревизии на 136 субјекти, за што се издадени 109 ревизорски извештаи во кои се констатирани неправилности во износ од 116 милиони евра. Попрецизно, пронајдени се неправилности во делот на договорите за јавни набавки, кои изнесуваат приближно 96 милиони евра и преку помалку пресметани или помалку уплатени средства во буџетот на државата, односно утврдени неправилности во износ од 20 милиони евра. Ќе ви прочитам дел од изјавата која што ја даде еден од ревизорите. Вели, со оваа ревизија опфатени се повеќе капитални инвестиции што се однесуваат на изградба на автопатишта, железничка пруга и медицинскиот центар во Штип. Притоа се констатирани неправилности во делот на начинот на планирање на капиталните инвестиции,
мониторингот и навременото искористување на средствата кои се ставени на располагање за користење на капиталните инвестиции. Сето тоа предизвика и одредено одлевање на споредни трошоци од буџетот на државата како последица од ненавременото користење на кредитните средства. Почитувани, тука се зборува за класична неспособност, класично непознавање на работите, класично неработење. Дали тука се збори за намерна злоупотреба на овие средства со цел да се прават овие дополнителни трошоци што подоцна треба да се слеваат во, знаеме, чиви џебови. Катастрофа, криминал кој што навистина ќе треба да се разреши во блиска иднина и јавното обвинителство добро да се позанимава со овие работи. Па доста веќе ревизиите извештаи завршуваат во ФИОК. Овој ребаланс понатаму покажува уште еден катастрофален податок, а тоа е дека проекцијата за растот на бруто домашниот производ ќе се намали за неверојатни 1,4%. Ова проекција за помал раст во исто време значи дека од прилика за истиот процент ќе се зголеми и долгот на државата. Намалувањето на бруто домашниот производ е еден од основните показатели за големината и успехот, а во нашиот случај за неуспехот на економијата, која што покажува негативни тенденции. Уште еден макроекономски показател за неработењето на оваа криминална и неспособна влада на СДСМ и ДУ е долгот на државата кој руши рекорди и изнесува над 7 милиарди евра во овој момент. Оваа година ќе ја завршиме со вкупен долг од 8 милиарди евра, односно владата ќе креира долг од 1 милиарда и 315 милиони евра. Од тука, за 6 години, оваа власт има креирано кумулативен раст на јавниот долг на државата во висина од повеќе од 3,7 милиарди евра. Значи 6 години, 6-та година владење, 3,7 милиарди евра долг, навистина сте скапа власт, секоја чест. И проекциите за бруто домашниот производ од 3,2% во ребалансот се нереални, исто така и проектираната стапка на инфлацијата од 7,2% е нереална, затоа што е многу повисока и ќе ја надмине оваа проекција. Реалната стапка на инфлацијата е далеку повисока од номиналната, ако се земе предвид дека за тоа што граѓаните најмногу ги трошат семејните буџети е поскапено за повеќе од 10%. Например, левот покачен над 100%, горива се покачени над 55%, шеќерот само од април до сега ја зголеми својата цена за 60%, млекото во споредба со лани е поскапо за 20%, маслото за јадење за 70% и така натаму. Каде е тука почитувани 7% инфлација и човек што не се разбира во економија и во финансии, кога ќе влезе во најблискиот супермаркет, кога ќе ги погледне цените на основните прехранбени производи, ќе каже дека инфлацијата е многу повисока, односно дека покачувањата се некаде од прилика за 50%, што воедно се огледа и во семејниот буџет и во приходите кои што сите ние ги земаме. Затоа повторно тврдам дека оваа проекција за инфлација ќе биде надмината, а тоа ќе го видиме здрави и живи кон крајот на годината. Постојаниот раст на синдикалната кошничка објавена од страна на синдикатите изнесува 38.791 денар, што значи дека инфлацијата не престанува да расте, цените на производите не престануваат да се зголемуваат, парите ја губат својата вредност, платите ја губат трката со инфлацијата и веќе имаме ситуација да и две минимални плати не се доволни за да се финансира оваа синдикална кошничка. Едноставно животот станува се потежок, а владата нема одговор за се поголемото поскапување на храната, транспортот и енергенсите. Вината за ваквите состојби многу милувате да кажете дека се увезени, но јас ќе ви кажам дека во голем процент вината е кај вас, особено во делот на предвидливоста на политиките кои што требаше да ги имате и кои што знаевме од прилика дека ќе се случуваат поучени од пандемијата, од овој период на криза со пандемијата, кој што гледаме дека продолжува и сега. И кога требаше да се создадат услови и предпоставки за зголемено производство на електрична енергија,
тогаш имавме изјави од страна на поранешната министерка за одбрана од РЕК Битола дека ние сме толку успешни што веќе и продаваме струја. Тоа беше едно чудо за кое што еве цела Битола и цела Македонија останаа вака без зборови. А во суштина се намали производството на електрична енергија, кој што директно сега влијае на оваа енергетска криза, за да остануваме држава која што е премногу зависна од увоз на електрична енергија, која што ја плаќаме прескапо. Тоа се пари кои што излегуваат од джебовите на нашиот сиромашен народ, на сите нас. Тоа се пари кои што можат да бидат инвестирани во патишта, во изградба на мостови, во изградба на инфраструктура за развој на економијата и за нови инвестиции. Исто така и она што обичниот народ, обичниот земјоделец го говори, го насочува кон вас како лоша политика, е целосната немањето на поддршка за земјоделието и сточарството, што не доведе како држава да питачиме по основни продукти како што се жито, пшеница, пченка и така натаму. И додека чекаме солидарност од нашите соседи, ние немаме активни мерки, немаме реални политики за поддршка на земјоделието и за зголемувањето на производството на храна, која што гледаме дека е работа кон која што се стреми целиот свет. И како што кажав, оваа влада од една страна нема квалитетни предлози, од една страна има мерки кои што се или промашени, или нереални, или пак оние кои што беа добри мерки, кои што беа преземени или препишани од страна на мерките кои што ги предлагаше ВМРО, ДПМН и коалицијата. Гледаме дека дури не сака да го послуша реалниот сектор, не сака да го послуша стопанството, не сака да ги послуша коморите, не сака да ги послуша коморите во насока на преземање на нови мерки, дополнителни мерки со кои што ќе може да се надмине кризата која што не очекува, за која што ви се полни устите кога излегувате на говорница и велите дека не чека тешка зима, не чека тежок период во кој што ќе треба да се штеди, па имаше изјави дека за да се заштеди на електрична енергија треба да се носат подебели джемпери, не знам да се тушираме по 2 минути, не знам какви други сулуди мерки, а реални мерки за жал нема. И овој грабеж кој што се случува во моментот ќе биде елемент во периодот септември, октомври и понатаму, затоа што граѓаните ќе се соочат со суровата реалност кога ќе им пристигнат високите сметки за електрична енергија, кои што директно ќе влијат на нивниот стандард за живот. И ова го знаете, и сега за да се спасите од огромниот револт кој што е насобран граѓаните, прибегнувате на алтернативни мерки со делење на ставки на плаќачите на електрична енергија, за на некој начин да го амортизирате тоа незадоволство. А вистината е дека сите ќе плаќаме многу повисока електрична енергија, која што ако се земе процентуално за овој период од 2 години, плаќаме повисока електрична енергија за повеќе од 30%. Кога зборуваме за она за кое што најмногу се фалите, а тоа се деносните приходи, велите дека се планирани на ниво од 2,3 милиарди евра, односно за околу 108,9 милиони евра, односно 5% повеќе во однос на планираниот буџет за 2022 година. Тоа се многу пари, тоа се пари кои што се собираат поради енормно високата инфлација. Тоа се пари кои што дополнително влегуваат во буџетот, но вие не сакате да се откажете од дел од тие средства за да ги вратите како назад на граѓаните. Токму затоа го одбивте нашиот предлог на закон за акцизите и за намалувањето на ДДВ-то за храна. Исто така и кај акцизите. Прибирањето на средства е многу поголемо, односно ќе се соберат 437 милиони евра годинава. Минатата година биле собрани 415 милиони евра, а во 2020 година 365 милиони евра, или годинава се планираат 73 милиони евра повеќе од 2020 година. Тоа значи дека со мерките власта го полни буџетот, но не враќа назад кон граѓаните преку мерки кои што се реални. И за оние дополнителни средства кои што велите дека сте ги обезбедиле, во буџетот нема можност да се види за што ќе бидат потрошени овие пари.
односно каде може граѓаните да очекуваат помош од државата. Како и да е, сметам на овој ребаланс е нереален и дека нема да издржи по овие проекции до крајот на годината. Ви благодарам.